Добар ден, дечиња. Денес ќе учиме историја и општество. А ако учите историја и општество во Климен Охридски, етеки работите. Што да учите за страна 64 во Климен Охридски историја и општество 4 одделение. Културно-историско наследство во општината. Враќајќи од подсетата на општината и на Оливера и остана неразјаснето едно прашање. Му се обрати на Алмедин. Алмедин заборави да прашам градоначалничката дали во нашата општина има културно-историско наследство и како се грижи општината за него. Што е тоа културно-историско наследство? Праша нареченица. Праша Ардер. Културно наследство е материјални и нематеријални остатоци од минатото што се наследени од нашите предци. Објекти, стари градби, стари предмети, културно-историски споменици, уметнички дела, обичаи, народни песни. И ора народни носи и везови, преданија, верски обреди, празници, занаети и слично, например, музеј на албанската азбука Битола, археолошки локалитет Хераклија Битола, Вевчански карневал, Шарена џамија Тетово, Охрид Стар град, манастир Свети Јован Бигорски Дебаско, Резбар Охрид, Камен мост Скопје, Кокино, Стара Скопска чаршија. Ајде да откриеме со какво културно-историско наследство е богата нашата општина, предложи Алмедин. Како ги го правиме тоа, праша Оливера. Јас предлагав да го прашаме наставникот по историја и наставничката поликовно во нашето училиште да ни каже кои објекти, стари градби ги има во нашата општина, а потоа да ги истражиме на интернет, рече Алмедин. Можеме да ги потсетиме и да ги фотографираме. Јас прегледам да одиме во музеот и да го замолиме кустосот да ни објасни за старите предмети и уметничките дела кои се наоѓа во музеот, рече Оливера. А јас, бидејќи сум најмал и на ода на училиште, ќе ги прашам баба и дедо за обичаите и преданијата, рече Арбер. Да го почнеме со истражувањето. Само ли ловата тврди на Охрид? Истражувај. Културно-историско наследство е белег на некој народ кој преку него се идентификува. Истражи со кој културно-историско наследство е богата твојата општина. Вие сакате, ако сакате да стражите во интернет и да одите во културно-историско наследство, кај што немате одено во местото, и продолжуваме читање. Уметнички дела и стари предмети, обичаи, преданија, верски обреди и празници, народни песни и ора, народни инструменти, народни носи и занаети. Направете план на истражувањето, не заборе да ги испланирате и материјалните кои ќе ви бидат потребни за истражувањето. Ако сте четврто одделение и сакате да правите лекција, еве ви за вас. Значи, сега продолжуваме со читање. Лукаш. Средијата во која живеам. Археолошки локалитет Стоби градско. Самоилова тврдина Охрид. Проверувам кога научи. Во мојата општина ги имаме следните културно-историски наследства. Хераклија, албанска азбука, музеј во Битола и друго.
Кој празник од друга етничка заедница знаеш како се прославува? Кој празник од друга етничка заедница знаеш како се прославува? Се вика Бајрам. Тие луѓето се молат и си го честитат празникот. Зошто треба да се грижиме за културно историското наследство? Треба да се грижиме за сушествата на другите, да се држиме сушествата на другите и да сме мирни од минатото. Ова е цело шоу е за учење и ќе ви раскажам сега приказни и работи. Ајде, до гледање, чао!